цели 3 часа синоќа течеше поворка од бои, светки и маски низ центарот на Струмица. Околу 3000 учесници, поединечно и во групи, дојдоа преку креација и перформанс да пренесат порака, да упатат критика, да побараат можност и надеж за подобар свет. Меѓу нив доминираа училиштата од Струмичко, кои секоја година се побројни и поинспиративни. Пораката представува како мајката пајачица се бори за своите пајачиња, кој да сака да ги вметне во пајажината, таа се бори и на крајот ги ослободува. Представуваме Кендиленд, односно шеќерна земја во која се е шарено, бомбончиња, лижавчиња, торти, мафини, крофни и се. Овие се принцезите и принцовите од Кендиленд, дојдоа, се спремаа цела година за нивниот Кендевски фестивал, па дојдоа сега овде да се представат и на Струмичкиот карневал. Овој пат решивме да обработиме тема која што е секојдневие, а името е лицемерие. Тоа значи дека ќе направиме обид да го вратиме човекот меѓу луѓето, ќе направиме обид повторно да станеме тоа што бевме и да живееме во една заедница, да живееме мислејќи му на другиот добро, сакајќи секојаш околу нас да има насмејани лица, да ја тргнеме маската на она што се вика тага, несреќа и забуна. Гости има и од странство. Од организацијата на Струмичкиот карневал велат дека преовладуваат маски од карневалските градови со кои Струмица има долгогодишна соработка. Општо констатација на многобројните гости од ФЕК кои по повод јубилејот беа овде од Финска, Шведска, Германија, Италија, сите балкански простори овде, Турција, Бугарија, Греција, бившите југословенски земји, сите се одушевени од високиот квалитет како на маските, така и кореографиите, така да апсолутно може да бидеме горди на Струмичкиот карневал. Тој навистина го заслужува епитетот Струмичко чудо. Денеска на Прочка се одржа детскиот карневал и најмалите ги покажаа вештините за маскирање. Суперхерои, ликови од омилените цртани и бајки. Маските совршено го отсликуваат богатиот и весел свет на детето. Карневалските настани продолжуваат утре, на чист понеделник, со варење бел граф на градскиот плоштад.